Видовме едни интересни бројки како се движи бројот на публиката последниве години во театар. Јас имав слика лично, не знам дали и ти така се чувствуваш, дека расте публиката во театар затоа што веројатно луѓето околу мене повеќе одат на театар во овие години пост-ковид. Меѓутоа, ако се видат официјалните статистики, овие години 2022 и 2023 таа сезона во театар биле 160.000 посетители, додека пред ковидот во 2019 биле некаде 235.000 посетители, што е многу повеќе. Што мислиш, што е потребно повеќе да се врати оваа публика во театар и зошто би се намалил тој број? Нели малце логично ова поради ковидот дека малце се намалил, мислам таа стагнација. Ова е пост-ковид бројките се од 2022 кога јас лично очекував дека луѓето едва чекаат да отидат некаде. Ама баш таа година, значи ги гледаме само годините без ковид. 19 и 22-23. Најверојатно е прашање на продукцијата на сите театри општо во земја. Мислам дека нема доволно? Па да, мислам дека нема доволно продукција на представи во земјава. Или ако има продукција на представи во земјава, може се некои жанровски представи што публиката не ги баш интересира. Нема значително намалување во бројот на представи. Не ги имам да ги прочитам бројките, мислам дека има. Можеби не го пишува тоа во статистиките, ама сум убеден дека можеби премиери нема или нешто такво. Тоа мислам. Не мислам на веќе постоечки представи, затоа што ако се веќе постоечки представи, ако не е некоја хит представа што нели има некои 150 или 200 изведби како што е Животот на Молиер во МНТ, која веќе е 10 години на сцената на МНТ, или Вардарски пастови во театар комедија, во драмски е Странци, само не знам колку е стара, не сум баш сигурен, упатен со таа представа. Па јас пред ковид сум ја гледала, не знам точно кога, ама значи веќе има сигурно 4-5 години. Па ако не е од тој вид на хит представи, од тој тип, тогаш сигурно станува збор за дека публиката веќе ги видела тие представи и сака нешто ново, а тоа што се нуди новото можеби не е баш по вкусот на публиката.